Едни си заминуваат, други добиваат нови позиции. По финализирањето на реконструкцијата на владиниот кабинет на Мицкоски, дел од министрите се простија од функциите, дел добија нови ресори, а дел засега молчат. Здравството добива нов министер трет од почетокот на мандатот на оваа влада. Досегашниот министер Азир Алиу не откри каде ќе ја продолжи својата политичка кариера, но порача дека будно ќе ја следи работата на неговиот наследник. Треба да се продолжи со дигитализацијата. Јас и после таа недела ќе вложам напори, индиректно, нормално не можам директно да креирам политики, но ќе вложам напори, но еве ви кажувам јасно дека ќе бидам и гласен ако нешто што јас верувам длабоко дека треба да се проложи, ако не се проложи, јас гласно исто така ќе ве викнам на пресконференција надвор од оваа зграда, за да ви кажам дека тоа што се случува не е во правилна насока. Дали ќе бидам слушнат, тоа е друго прашање. На местото на Алиу ќе дојде актуелниот директор на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски, кој на социјалните мрежи порача дека ќе работи одговорно и посветено за подобро здравство. На негово место пак ќе биде министерот за локална самоуправа Златко Перински, кој исто така се огласи на Facebook и најави зголемување на ефикасноста и функционалноста на фондот. Здравството е еден од најважните столбови на секое општество и мојата цел ќе биде фондот да биде уште поефикасен, пофункционален и вистински сервис на осигурениците, здравствените работници и здравствените установи, напиша Перински на Facebook. Со функцијата се збогуваше и министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Во објава на социјалните мрежи тој му се заблагодари на премиерот Христијан Мицковски за довербата што му ја дал со најава дека ќе продолжи да се залага за земјоделството. Мојата борба за земјоделството не завршува тука, ќе продолжам да се залагам за земјоделците и за политиките кои ќе обезбедат сигурна иднина на овој сектор, напиша Трипуновски на Facebook. За реконструкцијата одговараше и министерот за јавна администрација од ЗНАМ Горан Минчев, кој упати пофални зборови за својот сопартиец досегашниот министер за правда Игор Филков, кој со владината реконструкција и исто така тргнат од функцијата. Сметаме дека во Министерството за правда сме го креирале вистинскиот пат, сме ја завршиле работата и согласно нашата програма на парламентарните избори прифативме нов предизвик, а тоа е Министерството за земјоделие, затоа што тоа беше една од нашите главни точки програмски опредбуди самоодржлива држава. Некој, ако смета дека Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство не е битно министерство, мислам дека се лаже. Со владината реконструкција од функцијата се сменети и министерот за култура Зоран Јутков и министерот за правда Игор Филков. За сега двајцата не се огласија по промените во владиниот тим. Дел од министрите пак кои целосно го напуштија владиниот кабинет без да превземат функција од друг ешалон, се споменуваат како можни идни дипломатски представници на државата во странство.